Последни вести денеска. Добро вечер. Предлогот за разрешување на државниот обвинител Љупчо Коцевски утре ќе се најде на собраниска седница, информираше председателот на собранието Африм Гаши на брифинг со новинарите. Истовремено, собранието ги очекува и измените на кривичниот законник, со кој што треба да се коригира членот 353 за злоупотреба на службената положба, што беше изменет во 2023. Предлогот за разрешување на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски утре ќе се најде на собраниска седница, информираше спикерот Африм Гаши на брифинг со новинарите. Коцевски во текот на денот ќе ја добие и поканата за присуство на утрешната седница. Јавниот обвинител претходно најави дека е подготвен да дојде во собранието и своите аргументи да ги образложи пред пратениците. Разрешувањето е на предлог на владата со образложение дека сторил професионални грешки со кои се нарушила ефикасноста на обвинителството. Коцевски во целата постапка за негово разрешување гледа политичка одлука, а наводите од владата ги смета за неаргументирани. Кој ќе биде наследникот на Коцевски за сега не се знае, но Гаши уверува дека неговиот избор ќе биде направен согласно законските рокови. Денеска собранието ги чека и предлог измените од владата на неколку членови на кривичниот законник, кои според одлуката на Уставниот суд мора да се донесат до крајот на годината, за да се сменат спорните законски одредби со кои се создава неказнивост на функционерите. Председателот на собранието информираше и дека во собраниска процедура се само два закона од реформската агенда, законот за судски совет и оној за јавни патишта, додека останатите се чекаат од влада да ги испратат во собранието. Пред утрешната седница ќе има опозицијски пратенички прашања. До крајот на декември се очекува да се одржат 4 пленарни седници. На 23 пред пратениците годишно обраќање ќе има председателката Гордана Силјановска-Давкова, додека на 24 ќе се одржи седницата за разрешување на Муртезани од Министерското место за европски прашања и изборот на Беким Сали, како и Муамед Хоџа на местото на Меджити за министер за животна средина. На 25 декември е предвидено да се одржи седница за пратенички прашања. По СДСМ и владачките партии ВМРО, ДПМН, ВЛЕН и ЗНАМ излегоа со своја резолуција против мигрантите, но и против, како што велат, манипулациите на опозицијата. Од СДСМ пак сметаат дека власта треба да ја поддржи нивната резолуција, но се уште официјално не ја поднеле до собранието. Се осудува лажната кампања и манипулативното дејствување на опозицијските политички партии со кои во јавноста се пласираат невистини и инсинуации за наводно постоење договори, политики или активности поврзани со прифаќање мигранти или изградба на мигрантски кампови. 2. Се утврдува дека ниту било побарано, ниту е договорено, ниту ќе биде дозволено воспоставување мигрантски кампови, прифатни центри или трајни форми на сместување мигранти на територијата на општините во државата и дека таква активност не се и нема да бидат дел од владините политики. Цела недела одбегнуваа да одговорат на нашите повици, одбегнуваа да ја потпишат резолуцијата во која што експлицитно стои дека нема да дозволиме да се носат мигранти. Наместо да застанат заедно со нас, поднесоа контрарезолуција. Нема ниту една јасна одредба што забранува носење мигранти од Британија за пари. Има игра на зборови. Мигрантите ги кријат за термините како економски работници или нелегални мигранти. Трезорот работи. Нема простор за паника. Порача денеска министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочоска по објавите дека Трезорот се затвора на 15 месецов поради немање прилив и дека ќе бидат стопирани сите исплати. Тврди дека буџетот е во одлична кондиција и дека обврските нема да останат несервисирани.
Слушнавме една хистерична изјава дека 60 милиарди нема да се наплатат. Денес видите заклучно со петокот ќе видите дека не е така. Првен ќе видите дека 315 милиарди денари до овој момент се наплатени, при тоа кажувам даночните календари како одат. Значи сега почнува наплатата на даночните приходи, при донесите до последниот ден ќе се прибираат, затоа што знаете дека многу од компаниите исплаќаат плата во декември наместо во јануари, така што месец декември секогаш е поразличен во однос на другите месеци. Трезорот прима налози, велиме, до 15, што не значи дека ако некој задоцнил, но има исклучоци, дека нема да ги примиме. Како може? Што затвараме, ќе одиме на скијање. Ќе го затвориме и заминува цел трезор. Мислам дека е многу несериозно да се каже трезорот затвара. Не, трезорот ги прибира налозите со цел подобро да се организира до крајот на годината. Навистина е несериозно, пак ќе речам. Како ние ај сега ќе затвориме, клjuč ќе ставиме на министерството, ќе одиме на зимување. Не е така. Трезорот ќе си работи до 31. Управата за матични книги утре ќе ја бойкотира работата, што значи дека нема да издаваат никакви документи. Од синдикатот велат дека еднодневниот прекин на работата е во знак на револт поради долгогодишно непочитување на колективниот договор и игнорирање на нивните барања за подобри услови и повисоки плати. Ние више се спремаме и за генерален штрајк, пошто немаме кај да одиме више, на никому не му е гајле. Како управа сме една од најбитните управи, без изводи, без запишување на бракови, на умрени. Ништо не може да се случува, дури граѓаните не можат и кредити да земат. Само ни беше обеќано. Значи сме разговарале и со раководството на управата за водење матични книги, и со министерот за дигитална трансформација, и со советникот на премиерот. Ни беше обеќано пред избори, за избори, после избори, ние чекаме секој момент, меѓутоа мораше да бидеме принудени на една ваква постапка да направиме. Можам комотно да речеме дека сме можеби во последна фаза на одлучување за да се потпише тој колективен договор со синдикатот. Значи, верувам дека за кратко време барањата на синдикатот ќе бидат потпишани. Не е убаво, мислам, во овој период како сме сега пред празници, кога и голем број на нашите граѓани можеби им се потребни документи, да имаме прекин на работата. Сепак јас верувам дека во комуникација со представниците на синдикатот ќе најдеме решение и нема да има прекин на работата. Апелациониот суд Скопје ја зголеми казната затвор за Васил Јованов на 13 години, кој во јануари смртно ја прегази 22 годишната Фросина Кулакова. Судот ја прифатил жалбата на обвинителството, а ја одбил на Јованов. Тој беше првостепено осуден на 12 години затвор за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот. Бидејќи возилото го управувал со брзина од 91 км на час, без возачка дозвола и под дејство на алкохол, и удрил во Кулакова поминувајќи на црвено светло на пешачки премин. Со свечено осветлување на елката на плоштадот Македонија во центарот на Скопје и со отворање на Божикниот маркет, вечерва почна пред новогодишното празнување во Скопје. Свеченото вклучување на новогодишното осветлување го направи градоначалникот на Скопје, Орце Ѓоргиевски. Тој најави дека секојдневно од 18 часот до 31 декември за граѓаните е подготвена богата празнична програма со многу музички настани. Прославата на новогодишната ноќ пак ќе биде резервирана за настапи на македонските музички изведувачи, како Каролина Гочева, Тамара Тодевска, Миле Кузмановски, Огнен Здравковски, Куку Леле, Два Бона и други. Но огномет не е предвиден. Оваа година одиме заедно со граѓаните
со една ваква манифестација за да го одбележиме стартот на украсувањето на главниот град и ова сметам дека треба да го продолжиме како традиција. Она што ќе се случува во наредните денови го најавивме и денеска во пресконференцијата. Јас разговарав и со останатите мои колеги од скопските општини. Централната забава ќе биде за дочекот на новата година овде на плоштадот, каде што ќе настапат македонски познати изведувачи кои што и денеска имавте прилика да ги видите. Се на се ќе биде период исполнет со забава, со убава содржина од најмладите до највозрастните, ќе има простор и внимание практично за секој наш скопјанец. Дали и вие новата година тука ќе ја дочекате на плоштадот? Да, јас ќе ја дочекам новата година овде со моето семејство, ги поканувам сите скопјани исто да го направат, да се обединиме на овој плоштад. Овој град е на сите наши сограѓани, исто да ќе го направат и моите колеги соработници, градоначалници на останатите 10 скопски општини. Јас го поканив и претседателот на владата и претседателот на владата очекувам да биде на прославата заедно со нас, но и министрите, така да сите скопјани време е да се обединиме на едно место овде на плоштадот Македонија. И тука е крајот на вестите. Благодарам за вниманието. Пријатна вечер.